Ова е редовниот термин за вестите на К1 телевизија, еве што ќе гледате во нив. Патот Градско Прилеп и денеска блокиран. Работниците од Фени повторно на протест. Тие бараат исплаќање на двете заостанати плати. Развој на туризмот по примерот по француски Алзас. Меѓународна конференција денеска во Велес. Отворен е центар за симулации во командата за обука и доктрини во касарната Алекс Демниевски Бауман во Велес. И денеска повторно блокади на патот Градско Прилеп од страна на работници од Фени Индустри во стечај и транспортери кои превезувале руда за комбинатот. Претседателот на синдикатот Ѓорѓе Палитов рече дека одветувањата за исплата на двете заостанати плати немало ништо и оти заради тоа ќе останат на протест се до исполнувањето на нивните барања. Работниците на Фени и транспортерите кои што превезувале руда за комбинатот и денеска го блокираа патот Градско Прилеп. Барањата не се исполнети, па протестите продолжуваат и понатаму, вели првиот синдикалец Ѓоре Палитов. Обечено не е дека утре ќе имаме за ноември. Некој ја заборавија таа од октомври плата. Овој народ е тука и нема да се тргне од ова место додека не ни бидат исплатени двете плати. Ни потенцира дека таа плата за октомври ќе ја ставиме, ќе ја стават за во стечајна маса. Ние со тоа не се слагаме, сакаме прво таа да ни биде исплатена денеска, а утре нека биде и ноември. Во неизвестна ситуација се и транспортерите, вели Душко Пауновски. Тие од комбинатот кој до утре е една недела во стечај имаат побарувања за последните 8 месеци. Беде напел еве и јас докочував да не повика еве како тогаш беме со автобусот отидоме до Скопје. Ако сака панек не повика, нека се обрати до претседателот еве на здруженијето, че или со банките заедно да најдеме некој модус, да видиме како може да ни обештетат. Значи ние ќе продолжиме и надале. Значи непрекинно име се додека не се исполни некои услови. Ние значи не можеме од трети месец не без пари. А трошкови имаме, значи големи загуби трпиме. Јас мислам и во вчера, значи го напомена тоа, значи дека ние транспортерите, значи 100.000 евра сме значи секој месец у загуба. А тоа не знам дали го знаат сега тие од власта или тие од банките. Тоа се е нивно, они начинали, значи му тече камат. А за нас никој не води ред. Утре истекува рокот кој банките им го дадоа на заинтересираните инвеститори за потпишување на меморандум за разбирање. Очекуваме дека во наредниот период ќе имаме веќе потпишан меморандум со некои од заинтересираните инвеститори. Пошто веднаш ќе се создадат услови банките да поднесат изјави во судот и очекуваме истиот да овозможи плаќање на сите неопходни трошоци за напречено функционирање на технолошкиот минимум и исплата на ноемвриската плата на вработените согласно законските можности. Поради долгови од околу 60 милиони евра, минатата недела пред Фени Индустри беше отворена стечајна постапка. Доверителите имаат на располагање 15 дена до стечајниот управник да ги достават своите побарувања. Во организација на Општина Велес и фондацијата Фокус, поддржана од Асоцијацијата Алма од регионот Алзас, Република Франција, денеска во Велес одржа конференција на тема Европски искуства за развој на туризмот. На конференцијата присуствуваше и амбасадорот на Република Франција во Република Македонија, Кристијан Тимоние. Меѓународна конференција за развој на туризмот се одржа во Велес. Ќе се користат искуствата на Република Франција. Регионот Алзас ќе биде примерот по кој Општина Велес ќе реализира проект. За францускиот амбасадор Кристијан Тимоние, оваа соработка е од клучно значење, бидејќи регионот Алзас поседува огромно искуство во туризмот, а тоа ќе му помогне на Велес, но и на општините од Вардарскиот регион во обидите да прераснат во интересна туристичка дестинација. Од суштинско значење да се воспостави вистинска соработка помеѓу невладините организации и општините, бидејќи тоа е суштинската работа во европската изградба. А особено во посебни области, бидејќи регионот Алзас поседува огромно искуство од областа на туризмот,
од областа на земјоделството, но особено од областа на винарството. Делегацијата која што е овде поседува огромно искуство, искрено се надеваме дека ќе може набрзо да отпочнеме со реализација на конкретни проекти. Жак Шлев, представник на асоциацијата Алма Алзас, потенцирајќи ја досегашната соработка во насока на винскиот туризам, вели дека целта е да се надминат границите помеѓу Македонија и Алзас. Ние порано веќе соработувавме на тема туризам, но беше фокусот на винскиот туризам, развојот на винските патишта, а овој пат одлучивме да одиме понатаму со соработката и да се посветиме на руралниот туризам. Нашата идеја е да создадеме една цврста, солидна соработка со која ќе се надминат границите, значи помеѓу Македонија и Алзас, и да ја поставиме основата за една успешна, одржлива соработка во иднина. Ова е убава можност да се стекнат многу европски знаења и да се научат практики за развојот на руралниот и винскиот туризам, рече градоначалникот Аце Коцевски. Верувам дека денеска ќе ја искористиме можноста да слушнеме многу знаења, искуства од Република Франција за тоа што треба ние да правиме во Македонија, во нашиот регион и во Велес, за да го развиваме туризмот, особено винскиот туризам, руралниот туризам и како да ги искористиме сите потенцијали кои им стојат на располагање за севкупен развој на Велес, на Вардарскиот плански регион и на Република Македонија. Развојот на туризмот не е само значаен за локалната самоуправа. Македонија како држава многу вложува во оваа насока, вели Александар Донев, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Да можеме да ги искористиме нашите вистински потенцијали кои што ги имаме, со голем бенефит за локалната заедница, требаме во еден инклузивен процес заеднички да имаме соработка за да можеме да го организираме туризмот, затоа што до сега не е третиран на начин на кој што треба да биде третиран. Измените кои што ги правиме се системски, значи од самата системска поставеност на туризмот до развојот на локалната комуникација, од централно ниво спрема локалното ниво. Меѓународната конференција на тема Европски искуства за развој на туризмот е во организација на Општина Велес и Фондацијата Фокус, поддржана од Асоциацијата Алма од регионот Алзас, Република Франција. На конференцијата присуствува и Пиер Рошем, заменик директор на Агенцијата за развој на туризам на Долна Рајна, Катрин Гресбек, експерт за рурален туризам од регионот Алзас и Клод Ешфалд, архитект за наследство во регионот Алзас. На денешната прва седница на Вардарскиот плански регион беше изгласана одлуката за усвојување на годишна листа на предлог проекти за развој на Вардарскиот плански регион за 2018 година, финансирани од страна на Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Советот за развој на Вардарскиот плански регион издвои 7 проекти во исто толку општини кои се поставени на листа како приоритетни во наредната година. Од Општина Велес се селектирани проектите за довршување на техничката документација и за изградба на инфраструктура во индустриската зона во Мамутчево. И вториот проект е за завршување на работи за реконструкција на Општинското основно училиште Јовче Тесличков, се мисли на кровната конструкција и на термоизолациона фасада. Од Општина Кавадарци селектиран е проектот за реконструкција на дел од Северен булевар од раскрсницата со Западен булевар до раскрсница со булевар Никола Минчев. Во главном се работи за проекти кои се од областа на инфраструктурата. Се работи за вкупен износ од 29 милиони денари кои треба да бидат распределени на општините од Вардарскиот плански регион. Отворен е центар за симулации во командата за обука и доктрини во касарната Алекс Демниевски Бауман. Овој центар ќе овозможи поквалитетна обука на командите и штабовите, но отвара и можност за вмрежување со другите центри во регионот, вели генерал подполковник Методија Величковски. На отварањето на центарот за стимулации присуствуваше и врховниот командант на вооружените сили, председателот Ѓорѓе Иванов. Инаку овој центар е донација од Соединетите Американски држави и е со вредност од 1,4 милиони долари. Усовршување на армијата на Република Македонија. Отворен е центар за симулации во командната обука и доктрини во касарната Алекс Демниевски Бауман во Велес.
Генерал подполковник Методија Величковски вели дека овој центар ќе овозможи поквалитетна обука на командите и штабовите, но отвори и можност за вмрежување со другите центри од регионот. Она што е основна придобивка за армијата на Република Македонија, што можноста за обука на командите и штабовите се подига на едно многу повисоко ниво, со дополнителната можност нашиот центар кој денеска го видовме да се поврзе во мрежата на сите центри кои се наоѓаат во регионот, што ќе овозможи поквалитетна обука на командите и штабовите. Се разбира дека вистинската обука се изведува на терен, меѓутоа подготовките, техниките на носење на одлуки, самата организација на штабната работа во команд ќе биде подигната на највисоко можно ниво. Евроатланското партнерство е основа за справување со растечките закани, рече амбасадорот Джес Бейли. Тој посочи дека во поглед на соработка САД Република Македонија, овој центар за симулација е само уште еден доказ за заедничките напори за справување со заканите. Во исто време станува збор за паметна инвестиција, која што ќе подигне подготвеноста на офицерите и можноста да изведуваат операции и во реални услови на еден начин, преку користењето на ова обука. Во овој месец ќе имаме можност повторно припадниците на армијата на Република Македонија да одат во Авганистан, како и претходно, и ние навистина ви се заблагодаруваме за поддршката која што армијата на Република Македонија ја дава во операциите во Авганистан, а во исто време сакаме да кажеме дека ќе продолжиме да ја поддржуваме Република Македонија. На отворањето на Центарот за симулација присуствуваше и врховниот командант на вооружените сили, председателот Ѓорги Иванов. Инаку, Центарот е донација од Соединетите Американски држави и е со вредност од 1,4 милиони долари. Навивачката група Лозар Исток 91 од Кавадарци денеска организираше крводарителска акција. Организаторите ја поздравија акцијата и изразија задоволност од успешноста на истата. Од Центарот за трансфузиологија се задоволни од сите досегашни акции кои се реализираат во соработка со Црвениот крст од Кавадарци. Велат дека кога станува збор за хуманост, кавадарчани се први и спремни да ја покажат хуманоста на дело. Хуманоста на дело денеска имаа можност да ја покажат сите хумани граѓани на Кавадарци со дарување на својата животна течност да спасат нечи живот. Под мотото "Поклони живот, дарувај крв", навивачката група Лозар Исток 91 ја реализираа својата годишна крводарителска акција. Организаторите ја поздравија акцијата и изразија задоволство од успешноста на истата. Хуманоста е тоа што е дел од човекот и мислам ние како навивачка група која дава поддршка секогаш без резерва на клубот и на градот воопшто во Кавадарци, сметаме дека и ова крводарителска акција е дел од тие хуманитарни аспекти на човештвото. Крводарување не само што представува највисок чин на хуманост, туку и крвта е незаменлив лек, секојдневно потребен за спасување на многу животи. Од Центарот за трансфузиологија се задоволни од сите досегашни акции кои се реализираат во соработка со Црвениот крст од Кавадарци. Велат дека кога станува збор за хуманост, кавадарчани се први и спремни да ја покажат хуманоста на дело. Имаме многу крводарители, еден од друг што слушаат, или родителите, некои од роднините им се крводарители. Кавадарци е еден од 3-4 града во Македонија кои има над 100% секоја година го остварува планот за крводарителство. Судејќи според организирање на крводарителски акции во споредба со другите градови, Кавадарци несумнено се наоѓа на првото место и според бројот на акции и според бројот на крводарувања, велат од Центарот за трансфузиологија. Во Скопскиот кривичен суд заврши распитот на 6 пратеници за собраниските настани од 27 април. Кривичниот суд донесе одлука. Љубен Арнаудов, Сашо Василевски, Крсто Мукоски добија решение за изречена мерка притвор, додека Јохан Трчуловски, Жаклина Пешевска и Љупчо Димовски добија домашен притвор. Вестите од Македонија во продолжение. Премиерот Зоран Заев денеска на средба со претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Ова е прва средба со американски премиер на актуелниот претседател на Европската комисија.
Од владата соопштија дека за време на оваа посета на највисоките институции на Европската унија во Брисел на 5 и 6 декември Заев заедно со вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи, министерот за надворешни работи Никола Димитров, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и генералниот секретар на владата Драги Рашковски ќе имаат средби со други највисоки представници на Европскиот парламент и на Европската комисија. На 6 декември Заев ќе се сретне со председателот на Европскиот парламент Антонио Тајани, а ќе има состанок со високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини и со комесарот за соседска политика на Европската унија и за преговори за проширување Јоханес Хан. Во рамките на оваа дводневна посета на Брисел, премиерот Заев ќе учествува на дебата на тема Македонија и регионот на Западен Балкан на патот кон членството во Европската унија. Во организација на Центарот за европски политички студии, како и на трибината Македонија по шарената револуција, нови можности за успешно пристапување во Европската унија во организација на фондацијата Фридрих Еберт во Брисел. Барањата за субвенции за продаденото овошје и зеленчук во преработувачките капацитети може да се поднесуваат до 25 декември. Барањата може да се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, заедно со потврдата за откупените количества. За градинарски култури може да аплицираат земјоделски стопанства кои го пределе производството во периодот од 1 март до 25 декември годинава. Висината на поддршката изнесува 1,5 денари за килограм зеленчук, освен за пиперките и корнишоните, за кои ќе се добиваат по 3 денари. За овошјето кое е предадено од 26 декември лани до 25 декември оваа година, субвенцијата изнесува 2 денари по килограм. За праските предадени од 12 до 30 јуни може да се добијат 6 денари, а за лубениците откупени од 3 до 15 јули, висината на поддршката изнесува 2 денари за килограм. Вести од светот. Шпанската полиција заплени 5,8 тони кокаин, што е неголема количина заплената дрога во изминатите 18 години, соопшти шпанското МВР. Дрогата била скриена во контејнер на брод што впловил во шпанското пристаниште од Меделин во Колумбија. Уапсени се 3 лица, меѓу кои директор на шпанска компанија. Полицијата соопшти дека се трага по уште 2 лица. Кокаинот бил откриен на 28 ноември, а неговата улична вредност е проценета за 210 милиони евра. Кина и Русија ќе започнат процес за елиминирање на доларот. Според најавите, Централната банка на Русија наскоро ќе издаде државни обврзници кои ќе бидат во кинески јуани наместо во американски долари со рочност од 5 години. Русите очекуваат огромен интерес кај инвеститорите од Кина кои сакаат да навлегуваат на нови финансиски пазари, а на овој начин ќе се намали зависноста од валутата на САД која доминира на повеќе светски берзи, како и во меѓусебните односи меѓу државите и инвеститорите. Се очекува Централната банка на Русија да издаде обврзници кои ќе имаат вредност од вкупно 6 милиарди кинески јуани, што е приближно на 900 милиони долари. Доколку финансиските операции се покажат како успешни, аналитичарите прогнозираат создавање на сосема нови трендови во инвестирањето во државни хартии од вредност. Хрватската санитарна инспекција забрани увоз на 6 пратки со кондиторски производи од Босна и Херцеговина и од Србија поради наводно преголемо количество на штетната супстанца акрималид во нив. Според Европскиот систем за брзо известување за безбедност на храната станува збор за пратки со кекс од Босна и Херцеговина и крекери и интегрални бисквити од Србија. Според информациите, најголемо количество на акрималид кој се смета за потенцијално канцероген имало во производите од Босна и Херцеговина, а најмало во српските интегрални бисквити. Белградскиот весник Политика во денешното издание наведува дека српските надлежни органи веќе стапиле во контакт со производителите на вратените стоки и земале мостри за проверка на количеството на акрималид. Според весникот, во оваа фаза од контролата властите не објавуваат за кои производители се работи. Хрватската агенција за храна не се огласи во врска со овој случај, со образложение дека посочените производи биле запрени на границата и не се појавиле на пазарот во Хрватска.
Од утре до петок преку денот ќе преовладува сончево време со мала до умерена локална облачност. Утринските температури во поголемиот дел од земјава ќе се спуштат под нулата, а дневните ќе бидат во благ пораст. В сабота ќе има зголемување на облачноста, кон крајот на денот ќе има и локални врнежи од дожд, кои ќе продолжат и во текот на ноќта кон недела. Со кратките метеоинформации го завршуваме дневникот. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!